Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ во продолжение информативната емисија ТВ Објектив. Во наредните минути ќе проговориме за работењето на советничката Весна Ѓоргиева, која доаѓа од советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Кавадарци, председателка на Комисијата на Унија на жени при Општински комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, а воедно и председател на Комисијата за еднакви можности. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов. Активни сте во политичкиот живот на Кавадарци, дел сте од Советот, меѓутоа исто така и во политичката партија ВМРО ДПМН, а раководите и со Комисијата за еднакви можности. Разговорот ќе го почнеме со она што значи работење во Советот. Се реализираа бројни проекти оваа година. Градоначалникот Деновиве даде отчет за половина од мандатот, 2 години од овој мандат. Ке ве прашам и вас, како сте задоволни од тоа што се успеа да се реализира на половина од вашиот мандат? Па да. Веќе како што рековме, сме на половина од мандатот како советници. И со гордост можам да кажам дека како советник од советничката група на ВМРО ДПМН заедно со градоначалникот и советот остваривме многу проекти. Задоволна сум од работата. Сите проекти, сите реализирани проекти се во делот на подобрување на животот на нашите сограѓани на општина Кавадарци. Не сакам да се повторувам, градоначалникот минатата недела имаше изјави, односно имаше отчетот го презентираше отчетот за сработеното и со гордост можам да кажам дека 90% од изборната програма на градоначалникот веќе е реализирана. Ние сме град меѓу првите по економски развој, и навистина е убаво да се живее и горди сме на што живееме во овој наш град Кавадарци. Така, голем дел од проектите кои што се реализираат се со поддршка на мнозинството во Советот, тоест на советничката група на ВМРО ДПМН. Што е она што посебно ве прави горди, а се успеа да се реализира како покрупен проект? Како покрупен проект, бидејќи имаме многу реализирани проекти, како покрупен проект би го кажала проектот Градски пазар, пробивање и целосно асфалтирање на улицата Домовица од 3000 метри, целосна реконструкција на фекална, воведување на фекална канализација, атмосферска водоводна канализација. Исто така изградена е петата мини хидроцентрала, каде што многу ни значи, посебно и на јавното предпријатие Комуналец, бидејќи знаеме што значи во ово кризно време со електрична енергија, што значи да се произведува електрична енергија и да се добива средства во тој дел. Исто така, за пофалба е од успешното работење на јавното предпријатие Комуналец, добивањето на грантот од 2,2 милиона евра од КФ банката, германската КФ банка грантот, со кој што многу улици се реконструираа и се одели фекалната од атмосферската канализација со цел да не се прави, да немат граѓаните проблеми при доаѓање на многу големи дождови и чести поплавувања. Бидејќи имаше чести поплавувања. Тоа се едни доста добри проекти кои што навистина не се прават секоја година, тоа се проекти каде што се реализираат и нема да има потреба да се реализира таков проект во наредните 40 години. Исто така, не сакам да се повторувам со досегашните сите реализирани проекти во училиштата, во детските игралишта што се направени, многу асфалтирани улици, проекти. Еден од проектот кој што го поддржавте беше и проектот за оброк за секое дете во основните училишта. Како гледате на овој проект со оглед на тоа дека нема разлики во исхраната на децата, сите се исти, барем кога е потребен време за доручек?
Навистина, многу добар проект, каде што го реализиравме, бидејќи родителите се многу задоволни. Јас лично од контактите со нашите сограѓани, па и јас имам внука кој што не спремаат од дома јадење, сите јадат исто децата, се задоволни од оброкот и сметаме дека сме горди на овој проект, ради тоа што многу значи и како помош и на семејството, а и воедно и децата да бидат задоволни со оброкот што го примаат. Што е следно? Што се приоритети за 2024? Имавте средби со жителите од местните урбаните заедници, тие ги кажуваа своите приоритети? Да. Веќе ги реализиравме тие средби како советници заедно со градоначалникот и службите на општината. Беа информирани и сите граѓани од сите местни и урбани заедници, исто така и од селските заедници. Граѓаните ги искажаа своите потреби и проблеми што ги имаат, но навистина веќе во сите местни урбани заедници во градот навистина е многу направено и средено, така да тие се многу малку веќе што треба. Треба да се изградат уште некои подпорни зидови, нешто многу малку поплачување, иначе во делот и сега се во тек, точно че знаеме што се во изработка на програмите. Дури има уште време додека се во тек изработката на програмите. Некои од граѓаните, ако не слушнале или не дошле на тие урбани средби, да дојдат се со цел да ги кажат своите потреби и барања што ги имаат во нивната урбана заедница. Освен активности во Советот како советник, вие сте активни и во Комисијата за еднакви можности, таму сте председател. Информираме за вашите активности, трибини, советувања и така натаму. Што се реализиравте оваа година во оваа комисија? Да. Не знам колку се запознати граѓаните дека во рамки на Советот на општина Кавадарци функционира и работи и комисијата покрај другите комисии, комисијата за еднакви можности. Навистина, како комисија можеме да се пофалиме со многу активности што ги реализираме во текот на годината. Правиме секоја година и ние како комисија правиме план и програма со која ќе работиме во текот на наредната година. Прво, целите на оваа комисија е информирање на жените и мажите за нашата општина за сите услуги и сервиси што ги даваат јавните предпријатија во рамките на локалната самоуправа. Исто така, посебно се залагаме за поддршка унапредување на женското предприемаштво во нашата локална самоуправа, мислам во нашата општина, и работиме на подигнувањето на свеста за родовата еднаквост меѓу мажите и жените во нашата општина. Најзначајни теми или цели, како да ги кажам, кои што работиме и обрнуваме посебно внимание е на здравјето на нашите сограѓани, исто така едукативните обуки што ги правиме за женско предприемаштво, едукативните обуки што ги направивме во средните училишта, каде што навистина бевме задоволни од резултатот што од заинтересираноста, посебно би кажала, на младите за остварување на сопствен бизнис, каде што имавме и конкурс за бизнис планови кои што вчерашниот ден го искористивме да ги презентираат, па накнадо ќе направиме селекција и ќе дадеме некои субвенции, односно награди за тие ученици, така да
ги мотивираме младите да размислуваат, да останат во нашата држава, дека и тука може успешно да работат и да живеат. Исто така, во делот на женското здравје, организиравме повеќе трибини, едукативни настани. Едното е во месец октомври како месец на борба против канцер на рак на дојката. Исто така едукативен настани имавме за превенција и грижа на кожата, посебно превенција од рак на кожата кај мажите и жените. Исто така дававме бесплатни хигиенски производи во средните и основните училишта, се со цел да го подобреме здравјето на женското здравје. Организираме саем за производи, за традиционални производи на жените претежно од руралните средини, се со цел да ги мотивираме да можат, а воедно и да му помогнеме да можат да ги отворат своите собствени бизниси, се со цел за да бидат приступачни на нашиот пазар, бидејќи знаеме дека сега се може посебно за здрава храна, органска и органска храна што е барана насекаде. Исто така би напоменала дека имаме на 16 дена активизам доаѓа сега за против семејното насилство. Го одбележуваме секоја година. Можам да се поуфалам, минатата година знаат нашите граѓани го имаат видено мурало што е направен над полицијата. Тоа го направивме се со цел да свртиме внимание дека треба да кажеме стоп за семејното насилство, дека секој има право на здраво семејство, на здрав живот, никој не треба да биде малтретиран и навистина како општество треба да водиме многу внимание за овие, посебно за жртвите на семејното насилство. Така. Како жена, задоволни ли сте од тоа колку жените се застапени во политиката? Па и на одговорни, на јавни функции, се менуваат ли работите на подобро? Почнуваат да се менуваат, не само да бидеме, јас сметам дека не треба да бидеме само бројка од законот, 40% да бидат жени. Сметам дека жените треба да бидат уште повеќе застапени. Сепак кај нас има уште од тие стереотипи. Жена не може на таа позиција, не е тоа место за жена. Место за жена, да, но сметам дека се менуваат и жените со своите активности, со својата пожртвованост и во политиката, и во работата, и како жена мајка и жена домаќинка, навистина се бори и навистина покажува доста добри резултати и на планот на политиката, да. Така, вие кога е во прашање политиката сте дел од Унијата на жени на ВМРО ДПМН, прв човек на овој дел од функционирањето на општинскиот комитет, кога се жените во прашање. Што се ваши активности, на што работите, веќе на некој начин доаѓа она предизборие, се загреваат страстите, желбите за власт, за добивање поддршка од граѓаните, на што сте насочени во овој период? Па претежно, јас како председател работиме во склопот на општинскиот комитет, но имаме и ние како Унија на жени на ниво и на цела држава, односно на ниво на партија, на ВМРО имаме свој статус кој е во склоп со статутот на партијата. Пред се залагаме за поголема мотивираност на жените во политиката, за поголема активност на жените во политиката. Во тој дел не сме запоставени ни од тукашното раководство, ни од раководството на централно ниво. Имаме свои тела, присутни сме секаде во тие тела на партијата. Навистина, секогаш треба да се бориме и се бориме за нашата бројка да биде многу поголема во сите партиски тела. Одржуваме и таму имаме своји програми и планови, поддржуваме многу настани, редовно објавуваме и имаме настани, поголеми настани во текот и на месец октомври, исто така беше поддржан месец октомври како месец на борба против рак на дојка.
Колку жените од Кавадарци се активно вклучени на политичката сцена, еве конкретно во вашата партија, и тука би прашал и каква е соработката со Унијата на ветерани, Унијата на млади сили, кои што исто така се дел од ВМРО ДПМН? Па, заложба и на Унијата на жени, точно и тоа е целта, да што повеќе жени да се активираат во политиката, во општествените токови на нашиот живот, и на вистина има доста заинтересирани жени кои што на тие одржуваме редовни состаноци, на тие редовни состаноци даваат своји предлози, идеи, насоки, се со цел за да се подобри местото и улогата на жената, пошто жената знаеме дека жената е мајка, домаќинка, исто така има и обврски своји на работа, но задоволна сум од работата на жените во Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Еве сега веќе почнавме со предизборни подготовки, екипирања, така да има голема заинтересираност од страна на жените. Сигурно се собираат и сублимираат проблеми, идеи кои што треба да бидат и дел од изборната програма. Да, точно. Да, тоа и жените имаат доста барања и правиме сега, ќе почнеме во почеток е сега за изборната програма што треба и кои се нашите барања и како жени и како мајки на локално и на централно ниво. Бидејќи сепак многу ни значи улогата на жената и во политиката, но и во секојдневниот живот. Благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам. Ке следиме и понатаму се она што го работите и преку Комисијата за еднакви можности, меѓутоа нели и оние партиските активности. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ви благодарам за одвоеното време и внимание. Ова беше уште еден ТВ објектив. Имајте секој добро со нашата програма.